За една недела поточно, од 1 септември, стапуваат на сила мерките за штедење на струја. Владата очекува заштеда од 15% за грејната сезона да помине полесно. Од ДСМ информираа дека оствареното производство во периодот јануари-јули годинава е за 15% поголемо отколку во истиот период лани. Во планот за производство на АДСМ се предвидува од ноември да профункционираат трите блокови во рек Битола. Во функција ќе биде ставен и рек Осломе, кој се очекува да работи со полн капацитет во текот на грејната сезона. Информираат од ДСМ во однос на штедењето. Владата веќе излезе со сет од мерки кои треба да ја намалат потрошувачката до 15% и кои ќе важат до март следната година. Да не се става на најстудено фрижидерот, да се користат разумно грејните тела, да не се грее на најсилно болерот, машината за алишта да се користи кога е ниска тарифата, да се готви во помали садови за да не се употребуваат големите рингли и слично. Стои во описот за штедење. Владата предвиди штедливи мерки и за приватните компании, но тие во нив не се гледаат. Стопанствениците не мора владата да ја каже да се стои, тие ги гледаат цените секојдневно. Гледа дека цената што беше јануари-февруари на берзата од 210-220 евра, сега е веќе 500 евра. Така да трошите за струја на вистина порасна енормно и секој се знаоѓа како знае и умеа. Оние што инвестира нешто во соларни панели, нешто за штедија малку, тие троши ги намалија, но сепак во однос на цената што ја плаќат малите потрошувачи и граѓаните, компаниите плаќаат енерно високи цени. Сериозноста на моментот ја нагласуваат и од Организацијата на работодавачи на Македонија, од каде велат дека владата уште денес треба да донесе мерки за помош на стопанството. Која ни е целта на делување ако сме оставени сами на себе? Ако уште денес владата не интервенира, стопанството ќе биде приморано со стартот на зимата да стави катанец на своите врати и да очекува посветли иднина за оваа економија. Изјави Владанка Трајковска од Организацијата на работодавачи на Македонија. Севкупно, владата очекува 15% помалку потрошена енергија, што ќе значи заштеда на многу пари на струја од увоз, но и избегнување на можностите за рестрикции кои засега од неа не се споменуваат.